Председателот на Кривичниот суд во понеделникот итно направил друг распоред за судиите на претходна постапка и го тргнал најзвиканиот судија Пајазит Пајазити да не одлучува за притворите на криминалната група Барон и случајот со државна лотарија. За Алфа брифираат извори од судот. На првичниот распоред за тековната недела требало да дежура судијата Пајазити, но со новото прераспоредување дежурал судијата Васил Диневски. Нејасно е дали овој потек значи спас за судијата од закани и притисоци од барон мафијата или спречување на евентуално политичко влијание, со оглед на тоа што Пајазити е поврзан со неколку звучни и контроверзни случаи. Покрај овие две истраги во истиот ден од обвинителство е доставен и предлог притвор за тепачка, што се случило во градскиот парк, па судијата Диневски турбо работел на 3 случаи. На прашање на Алфа дали председателот на судот Иван Џолев итно направил нов распоред, од Кривичниот суд појаснуваа дека случајот лотарија бил доставен во понеделникот по 22 часот и го презал дежурен судија, но нема појаснување дали е направен нов распоред. Заради тоа и невозможно е предлогот претходно да бил распределен кај друг судија, па да се даде на дежурниот и истото може да се провери и со надлежното обвинителство. Судијата Пајазит Пајазити го пушти во домашен притвор поранишниот војник Нучека Блерем Рамадани. Тој избега на Косово истиот ден кога судот му ја укина одлуката за притвор. Неговата вмешаност во екстрадицијата и куќниот притвор на Рамадани го привлече вниманието за неговите судски одлуки низ годините. Судскиот совет се уште не одлучил дали Пајазити ќе биде разрешен поради бегството на Рамадани. Имено, Пајазити не определи притвор ни за осомничените насилници во македонска навигација, иако имаше предлог за притвор од обвинителство. Тој го спаси од затвор Иџад Мемети, членот на советот на обвинители кој призна дека земал мито. Пајазити ја прифати спогодбата што ја направил митаџијата Мемети во обвинителство и го осуди со условна казна. Исто така прифати и 3-годишна затворска казна за врховниот судија Наке Георгиев, кој заедно со Мемети се осудени за земање подкуп од 10.000 евра. Судијата Пајазит Пајазити е заменик председател на Кривичниот суд и постојано е предмет на јавен интерес.